Помина речиси неполни 10 години, кога во 2016 господово лето за верскиот празник Голема Богоројца наминав во селото Курајца, емџав селото, емџав верскиот празник Голема Богоројца, да направам документарен запис и на заминување со мештаните од ова село се договоривме повторно да наминам во ова село, мештаните да ми ги дораскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова населено место, кои нивните дедовци и баби им ги раскажувале за да не останат покриени од правта на заборавот, кога по Великденот ова 2024 во господово лето, рано, мощне рано, ми задзвони мојот телефон, а од другата страна, така народно да се изразам, преку телефонската жица слушнав еден познат глас кој ми велеше: "Добро утро, Жоране, како си?" ме праша. "Добро утро, добро сум," одговорив. "Ете, јас така порано, знаеш, по селски, од Курајца се јавувам. Еве овде рано и сутринава во црквава наша селска сме собрани и си разговараме кого да викнеме да ни направи репортажа за селово, арно ама така да речам по курајски, додека се нагаѓавме која телевизија да ја викнеме, па се присетивме на тебе, гледајќите по телевизииве наши насушни, па си рековме да те побараме да ни дојдеш во нашево село и за него да направиш документарна репортажа. Моето име е Кире, а се презивам Божиновски," ми рече. "Што велиш?" ме праша. "Кој ден да дојдам?" го прашав. "Се разбира за празникот Свети Никола Талалеј, покрсти си носиме, сето село го поминуваме, а и полето наше го врвиме, ама порано да дојдеш, оти во црквава наша утринско богослужение си имаме, многу народ ќе се собере," додаде. "Договорено," одговорив. И навистина така и бидна. За селото Курајца тргнав на сам ден на верскиот празник Свети Никола Талалеј, пред првите петли непропејани со моето возило, со стариот руски джип со камазот, кој речиси 30 години ми е верен сопатник, и некаде во мугрите сташав во Курајца, каде што насред целото ме пречека Кире Божиновски, заедно со неговите соселани. Почитувани мои, овој стар олдтаймер, овој джип, камазот, руската машина, да знае да зборува каква историја има во него, каде се поминал со мене, кој што ми е патник скоро 30 години, патувајќи низ Македонија. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе повторно да дојдам во селото Курајца, мештаните од ова село да ми ги раскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, воедно да ми ги раскажат старите адети обичаи за сите верски православни празници, посебно за старите адети обичаи, за одењето покрсти, а сето тоа да го преточам во нов документарен запис, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние попатените во областите на историјата и географијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени делумно, фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Утринското курајско небо беше кристално чисто, сонцето што туку изгреваше, а сончевите зраци, зад скриени зад планинскиот горостас Мазатар,
ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена посветена на светителот Свети Никола Талалеј. Мештаните од селото Курајца во соборниот храм Свети Никола ги привршуваа подготвителните работи пред одењето покрсти, а ширум поранешната Коселска општина како бисер гердан се зареди народ во правец на селото Курајца. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Курајца на празникот посветен на светителот Свети Никола Талалеј на одењето покрсти. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис од одењето покрсти во селото Курајца, предлагам да го гледате документарниот запис за ова село со работен наслов Курајца, село во Охридската околија, направен пред неполни 10 години. Моето патешествие низ многобројните предели и региони во Македонија ме донесе во Охридската котлина, во Охридското бисерно крайбрежје, но не да ги посетам големите туристички места, туку да ги посетам помалку познатите туристички места во Охридскиот регион, кои меѓу туристичкиот аудиториум не само надвор од мојава татковина Македонија, туку и во Македонија не му се многу познати, иако и тие имаат многу нешта да им понудат, како на странските, а богами така и на нашиве туристи. Едно од многуте населени места околу Охридската ривиера, оддалечени од Охрид само неколку километри, е и Охридското село Куратица. Наминав и во ова убаво Охридско село да се видам со мештаните, да го видам селото Курајца, да се запознаам со дел од неговото минато, сегашност, а богами и иднина. Ете како што вели, народот дојде и тој ден. Дојдов и во селото Курајца. Денот беше убав, сончев, не многу жежок, токму за патување, како што вели народот, таман човек ем да патува, ем да не осети дека е уморен, ем да им се препушти на колоритната убавина која природата му ја дарила на овој крај, на селото Куратица, распослано во источниот дел од Охридската котлина, во пазувите на северните падини на планината Мазатар, на околу 1000 метри надморска височина, што ја дели Охридската од Ресенската котлина на 20 километри источно од Охрид и на само 6 километри од оригиналниот пат Ресен-Охрид. Наред дојде и селото Курајца, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви пренесам дел од непорекливата драгоцена слика за Курајца низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Палешки Велко од село Куратица, роден со во селото Куратица. 32 година. И живеам и ден денеска тука. Старост сам моја не ми е точно позната, ама околу 82-3 тука сум. И затоа учествувам неправне црква во Горно село, што Богоројца си ја служиме и немавне црква Богоројца. Ова црква старата ни е Свети Никола. И затоа решивне ние Станко, Петре, ја, четворица направиме црква тука и ја крстивне Богоројца. И сега одиме на вечер на Богоројца, вечер ќе одат таму. Колку цркви има настери има селово? А? Колку цркви има настери има селото Куратица? Село Куратица има една иконче Горно село, една иконче има ваму две, едно има Свети Митрија, три имаме и икони, и места, и една црква. Кој му е летна слава на селово Куратица? А? Кој му е летна слава?
Летна слава Богородица. Свети Никола летен, ама Свети Никола е само од Палалеј се вика, тој е кај нас. Можда сите него слават. Ние си го славиме и летен и зимен Свети Никола. Колку куќи има селово, колку жители имаше порано? Вака, село се движеше околу од 80 до 120 куќи. Сега ми се чини да се појќе или помалу, не зна точно, не сум водил таква евиденција, ама ми се чини дека појќе се сега. Околу 140 дан се. Кои се најстари фамилии во селово? Најстари фамилии во селово се Котовци, стари, имаше еден ноганта вака, беше крива Коста, се викаше, и Ристо Абрамовски, и Евтин, овени Видановски, овде. Тие која фамилија си? И кој, ја? Јас сум Колевски, ама се водиме скоро на две презимина, и Митревски и Колевски. Како ти се викаше татко ти, мајка ти? Татко ми се викаше Крсте, мајка ми Чиска. Од каде беше мајка ти? Од апостола, од Ристевски. Од овде, од Куратица? Од овде, ја. Домаќинката твоја, од кај ти е земена? Домаќинката моја ми е од Малковец. Како е името? Елица. Како е зеде? Бегалка со свадба е зеде? Како се зедовте? Така е зедов, затоа што ние бевне сиромашка фамилија. Те крепи здравието? Те крепи здравието, велам? Здравието? Да. Дали те крепи? Па до ден денеска према моите маки беби во Либија, беби во Германија и сегле издржав. Кој ти се овдека комши за лошо зарно? Комши? Одавде е стрикоме Миле, одавде е стрикоме Богдан. Богдан и татко ми се од два брата. Тој од Климета, татко ми од Стојана. Кој му се комшиски села на село Куратица? Кој му се соседни села на село Куратица? Лешани му е, Плајќе му е, Свиништа му е, Речица му е и... Кој живот беше поарен, да речеме порано, кога имаше повеќе намус, по времето кога ти беше млад или денеска колку старите? Од денешниот живот порано никогаш не бил, многу потежок беше него поарен. Сега е најдобар животот е во моите 85 години. Најгости кога сме оделе. Кога одевне, ние одевне кај Котовци, одевне кај Ристевци, Апостол Ристевски и Сандре Колевски, најголемите домајчини по 500 овци држа, кози по 200, со кошари студени. Тој ми е дедо Апостол, мајка ми е од тука. А пак Сандре одавде пак имат син Живка и он во Бугарија и Борче. Ова да ми кажеш, што луѓето порано овдека работеа? Што работеа, што живеа луѓето овдека во Куратица? Порано? Порано. Само со ораница, урај, копај, со казма, се едно друго и сеј, збирај квас по квас. Да си ми здрав и жив, да ми живе 100 години па да се видиме. Ами ако ме дај Господ здравје, сега вечер организатор сум на црква на онаму што почнав да ја правиме ние Горносово. Вечер појди таму, снимајте, имате игранки, кола, работите. Ако не можам, ни да појдам ни са стола. Еве, ќе бидиме горе, помладите ќе бидат горе во црквата. Сите ќе бидете таму, да одите сите, да играте, да се веселите, да пејте, да се радувате.
За населеното место Курајца има многу пишани документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди и митови. За населеното место Куратица материјалните, пишаните документи, устните преданија, легендите и митовите датираат речиси од кога настанало човештвото. Каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Селото Курајца од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, односно на целиот свој селски атар од сите типолошки варијанти со византиска естетика, почнувајќи од ранохристијанскиот период па се до денес. Од историските извори дознаваме дека уште во ранохристијанскиот период селото во црковен поглед било добро организирано. Дека на подрачјето на селото Курајца постоел организиран живот уште од древните антички времиња, сведочат неколкуте местности како што се Мазатар, Катуништа, Стара Ливада, Лашки колиби, Селиште, Сирула, Вранешница и многу други викани места. Првпат селото Курајца, како во устните преданија, така и во пишаните и материјалните документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот, се спомнува во мноштвата црковни повелби за Охридскиот регион, меѓу кои и во црковните житија на Свети Климент Охридски и Свети Наум Охридски, во нивните црковни похвали и житија кои датираат од првата деценија на 10 век, и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1345 година, царот Стефан Урош Петти Немањич од 1357 година, во црковните повелби на македонскиот властелин кралот Димитрија од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година до 1393 година. Првите податоци за селото Курајца се содржат и во пописниот отомански дефтер број 44 од 1582 година, каде што во овој дефтер селото е заведено со турскиот збор Курин, што преведено на македонски јазик значи суво село, во кое имало 35 куќи, во кои живееле 35 рисјански домајќиства. Во пописниот дефтер од 1682 година, кој се однесува за период од 100 години по предходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 44 за периодот за кој е пишуван. И во овој дефтер Курајца е запишана со турскиот збор Кури, што исто така преведено на македонски јазик значи суво село, кое припаѓало на румелискиот Беглер Беглус, Охридскиот Санчак. Дека селото Курајца на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријашија 1394 и 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Јован Трифуновски, еден од непознатите светски и македонски антрополози и географи, во своите антропогеографски проучувања за Охридско-Струшката област за селото Куратица, издадено во Белград во 1959 година, го забележал следново.
Селото Куратица се наоѓа на 20 км североисточно од Охрид или на 5 км северно од патот Охрид-Ресен. Сместено е во пазовите на планинскиот масив Мацзатар на надморска височина од 1080 метри. Селото е расположено во тесна карстна долина околу една суводолица која надојдува за време на посилни врнежи и прави штета врз домовите и нивјето. Заради конфигурацијата на теренот, селото има и изложен облик во насока северо-запад, југо-исток и спаѓа во селата со збиен тип на куќи со мали дворишта. Се дели на 3 мала – Горна мала, Долна мала и Средна мала. Во Долна мала се наоѓа селската црква Свети Никола, пред чиј влез се наоѓа заедничката гробница на загинатите борци во Народно-ослободителната војна од ова село. Во врска со потеклото на името на селото Куратица, кај постарите жители од ова село постојат различни мислења. Некои сметаат дека селото го добило името заради тоа што е сместено во терен што личи на корито и би требало да се вика Коратица, а според други, името на селото доаѓа од турскиот збор кури, што значи сув, па оттаму и мислењето дека селото порано се викало Суво село или Суви дол. Постои мислење дека селото го добило името по личното име Курат или Курт. Јован Трифуновски смета дека името на селото Куратица во основа има и влашко потекло и доаѓа од зборот Курат, што значи бистар, брз, чист, затоа што селото се наоѓа на чист планински поток, а воедно за тоа зборуваат и топонимите Влашки колиби, Влашка чешма, Влашка вода, Влашко бачило, Влашки рид и Влашки катуништа. Јован Трифуновски во белешките за етимолошкото потекло на селото Курајца забележал дека топонимот води потекло од латинскиот збор Куратус, Курат, што значи свештеник, жупан, а зборот жупан во славјанските јазици значи управител на област. Навистина се радував што во вистинска смисла на зборот јас бев дел од старите адети и обичаи кои мештаните до ова село ги негуваат и речиси ништо не измениле од народниот ритуал, поточно кажано, како што било некогаш, така и сега. Како е живот во село? Убаво, добро е. Се живее на некој начин. Што години имаш? 60 Ти служиш здравјето? не служи. Што поработуваш вака иначе кога не е празник? Земјоделие. А што тоа? Ништо бавчи малку. Што имаш посадено во бабчите? Питрој, гравој, компир, све. За себе? За себе. На пазар не носиш? Не носиме. За себе садиме. Е вака едно вика старите да е и поголема нива, да е и бабча сака аргати. Колку сте вие дома? Да, аргати не редиме. Ние сме 5 души. Така, 5 члена. мислам аргати за на нива. За на нива, да. Так. Ама не е сега, не му се работи на нива. Слабо. Кој беше живот поарен? Животот кој беше, да речеме, помлада, за 30 години и денешния. Абе, за нас секако. И тогаш беше убаво и сега, ама за помладиве нека. Овие мобиве и невестиве денеска знаат да месат? Ретко. Ретко, а? Ретко некој. Да сакет можат, а кифли прат овие. Помала сума, она, торти, колапчи, такви прата. А инако да речеме вака се нафаќа да се направат џомлеса или сучено? Прават, Прават, а? прават. Моите невести прават. Од какви се невестите земени? Еднава е од Куратица, Така, другата? другата е од Избишта, од Ресен. Так. Како се викаш? Богдан. Колку години имаш? 80.
80 машала, добро е. Од каде си родом? Родом од Коратица, да му има куќа долу. Браќата ми умре, уште една снајка има, долу е во Охрид. И сестра е, внучина си има, се Австралија. Два сина си има, едниот ми е Америка, едниот ми е во Охрид има куќа. Кога овде си седа, кога долу, кај нив. Тој од Америка доаѓа? Слабо, татко му дори беше жив, два пати дојде, се разболе потријат, многу. И од тога, да ти кажа право, ако ми е син, не знае баре каде закопа. Ми се јаве батка за право. Колку лучири имаше тој од Америка? Лучина, А? тој имат две ќерки. Старата е мажена и сега там има, прво имаше момиче, ќерка, сега има дете. Нека му се здрави и живи Господе. А од другиот? Другиот машки се, не се уште жените. Ќе види, ќе види. Ја се женат. Само лошо да немат. Така е, Тој. така е. Само лошо да не, мајка да не види. Што поработуваш? Јас, А, крај дома, овде си има едно бавче. Треба сната ми даде онде долу, си го работа, кај крабуче, кај луче, пипер, графче, некои. Кај деца на сега си ојдам ми дојде во неделјата, си слегов со ним, ношти си дојдов, вчера ми донесам ликни Стиван, си ми е си влип една возна, денеска низ куќа и добро. Стока, нешто не држа ништо. со Господ напред, да те служи здравието, Амин, да ти е здрава и жива фамилијата, Амин, и Господ. што после да се види со сините вечината, тој што е во Америка. И се јаве, некли се јави, внучечка со нави. Фала, мајче, веле, Господ, убајна, два пати се ја дедо ми стана, веле. Тешки за уво саме да ми се јаве баш. Тој е. Добар ден, О, дали си добар? од Бога сподајмо, Океј. ти добар? Да, одлично. А, така. Вие како сте? Еве Господ ме донесе во ваше во село Коратица, на Да. сам ден на Богоројца. Браво, да ви јала Бога што дојдовте. Да ви јала Бога петка имате. Тоа се вика да се видиме. Јас сум Димче се викам. Така? Што години имаш? Јас сум 56 годишен. Што 56. Што поработуваш вака? Сега за сега низ дома. Низ дома ми какво? Да, низ бавчар, ваму, таму. Ој ми е, мют ми е, мој. Како се види ти што? Димитар, Да. Што години имаш? 10, Кој деление си? 6, Шесто? Теодор. А, така, дедо ти слуша? Да, А ти него? да. Кој Двајцата, повеќе, бе. ти него или дедо ти? Двајцата. Двајцата, да? А, така. Добар ден, Стико. Добар ден. Кај беше? Ево малку дрва сечиме за денов да поможи малку да испечиме нешто, да се домаќини сме, треба да се припремиме нешто. Што вика старите адето да се Да се направи, тера, така? да се тера Така? кадето, така е. Така е. Ќе има денеска гости горе. Вечерва ќе има на црквата. Очекуваме се погоди сабота спроти недела, треба да има. Господ што вика ќе не донесе сите, така? Се не собери. Така, така, така. Повелете се правиме едно ѓомле за таму за денот, едно за утре за Ајде ќе дома. осликаме, ќе може. Ајде. Господја, како ме начека не спремно. Стално те пратам на телевизија, да ти кажам. Еден од најдобрите новинари за селото. Кај беше вака со српо? Ко приберев за прасињата? Ко прибереше? Да, Колку прасина имаш динара две. Две, а? Ама испод 150 кила. Машала, добро, добро. За да се коприви, да се наберат со српот. Колку години ги имаш? 82. Машала, те служи здравието. Слабо, ама гура. Според годините, а? Според годините, многу со перицвана и нога и града се. Так, оба да те прашам, од кај си родом? Од Злијести Од Злести. А. Од Злести дојде овде да живееш дојде во Коратица. во Крат. Како ти се викаше домаќинот?
Мирче, Мирче, а? Што години имаш и Мирче? на 83 умре. Како тезере, бегалка или со свадба? Море бегалка. Ево ти? Ме сврши убо и после ме зеде бегалка. И зошто така? Многу браќа беа и Кој беа многу браќа? Кај тебе беа многу браќа? овде ке што мажено. Аха, И не правише свадба свекорот. Сиромах беше. многу деца да се вика. Многу. Така, така. 8 деца свекор. Так. И си живеете среќно 50 на години поќе, а? 67. 67 години. А вака да ми кажеш, кога поќе имаше намус Во времето мое. во времето, а? Да. Како ти се викаше свекрва ти, свекор ти? Свекрва ми се викаше Саравинка, свекор ми Богдан. Од кај беше свекрва ти? Од Колевци одов, од Курајца. Од Курајца, а? Да. А, така. Да се ми здрава и жива. Ај се оди носи купливите ке прасината, оти ќе те чека да нараниш. Не сакат не дробени, сакат дробени. Дробене ми како, мора ми како. Ај, кроцум. Ја имам 4 деца. Така? Митре, Јорданка, Кире, Војо. Австралија двајцата се, двајцата овде мене ме репет. Тие во Австралија си има дојдено? Син ми Војо скоро се козима за малов идет. Аха. А мајка слабо барат. Ами сега времето така е, што да правиме. Си била ли некој си во Австралија? Бев, Кога? 22 години имат ко бевне со мажа ми заедно. И убајна. Мажот ми е починат, Така? ама синот не зеде 3 месеци. Љуба беше, а? Кај бевте таму во Австралија? Во Милбур. Во Мелбурн, а? Да. Прошетавте? Шетавне сите 3 месеци. И кај е побав животот? Овде или така? Овде е послободен. Послободен, а? А сиромашки се. Така, ама зашто ние постарите луѓе побав овде, така? Поубо е овде. Ајде, оди, овој бркај си работата, прасите ќе те чека. Фала многу. Ајде. По селата одека во Охридско, ретко да видам домаќи направи ѓомлезе. Ја мислам дека работата е заедничка, меѓутоа мажите се секојаш подобри готвачи, кувари. И така помош малку на жената и така почнавме. Ево денес правиме 2 ѓомлезина, едно за Богородица за црквата да помогне, едно за утре за гостите дома. Иначе било ми е што дојдовте покрај сите села што ги имате посетено. Ве почитувам како новинар, посебно за селата. Ги гледам сите ваши емисии и многу ми е мило што дојдовте во нашето село да го снимате. Сум гледал сите скоро емисии, не сум пропуштил вашите емисии. Мило ми е што и гледате, еве и денеска што се вика Господе донесе околатица. Да, за Богородица. За Богородица, едно да убавите села, живи села во Македонија. Планински, останати планински, да. Нека е денот за новогодини па да се видиме зубосарно. Само за убаво да се гледаме. И утре нагостен дојдете. Вечерва кај црквата. Ќе видам вечер присутни, ќе видам покана на мештаните. Може сега да видиме ѓомлецето? Може, ево. Тоа таде, добро. Да, бидејќи ево така треба да биде. Сега за уште малку тој ќе се сечи сега. Тоа е ова е поголемото за горе ќе се носи кај црквата. Ова за дома ќе. За гостите се. Да. Ја обично правам со 3 сачови, 2 ѓомлезина. Околу 4 сати се потребни. Значи. Ali je вака како шахон, повеќе се зорим, затоа е так. убаво. Ви благодарам многу, господине. Да сте ми здрави жив. Сите да сме здрави и живи и да се гледаме за убаво. Ке правиш? Ѓомлезе. Ѓомлезе, а? Таман. Гледај го, Ников Стачо, да не ти загоре овој да стои. Точно да не ни загори. Ева вам сликај го купа. Ајде да видиме. Сега ќе го фаќа паш. А, Курајчко ѓомлезе. ајде ќе го пробаме кој ќе олади малку така. Повелете, ај ако ќе се вратите дојдете. Ајде, тоа добра мисла. Ако дојдете.
Еве кај седим овде, повелски ние живот се живееме. Ајде да видиме оварче лебото стасане. Леп нема сега денеска. Кога планираш да печиш? Ево сега по празников. По колку лева печиш? 10, 12. И за колку време? Тие за 5 члена за 2 недели поволнани се. Кој Ама леп... големи месиме Така. лебови. Кој леп е поубав, купечкиот или домашниот? О, купечкиов него заменник ниш, ова селскиов. Вика старите кој ќе печи домаќинката леп, кој ќе прави џомлежа, кој ќе меси сукано цело село Мирисат. на убавина. На убавина, точно така, вистина е. Да се ми здрава, жива и нека денот за години. Амин, Господе, секаде да поможи празников, за убо да се гледат народот секаде. Многу ми е мило што дојавте, во Вотун ве гледавме и тука наша фамилија, Буби праја, ајвари праја таму све и секогаш кога да видиме на телевизија, велиме најдобриот новинар е. Благодарам што ме гледате. Стварно секогаш ве гледаме и рековме дали некогаш ќе дојде и кај нас да не видите во Куратица како живееме. Во подалечното минато мештаните од селото Курајца учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за формирање на своја македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Селото Курајца не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората светска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирано во разните војски, било речиси сето население. Кога ќе дојдете во ова населено место, пријатно ќе бидете изненадени од испреплетеноста, сплотеноста, меѓусебното надополнување на старото и новото, кое ќе ве потсети на она што некогаш било, на кое се уште не му изминало времето и на новото кое доправа доаѓа. Иако во Курајца во селските дворови се уште ги има некогашните стари кујчи, плевни, во селските дворови врз старите темели на некогашните стари кујки се издигнуваат убави семејни згради, кои во себе имаат современо архитектонско решение. Ќе ги најдите негде и старите пачиња и сокачина, некои се уште калдрмисани, но ќе се израдувате што во речиси секој селски двор ќе видите 2-3 магаренца, што ќе ве потсети на некогашната убава селска идила. Иако Курајца наликува на современа приградска средина, мештаните од ова село и денеска ги продолжуваат адетите, обичаите, свадбите, крештевките. Секое семејство има своја куќна слава, како што се Петковден, Митровден, Ѓурѓовден, како и заедничката летна слава, Голема Богоројца, која слава е тесно поврзана со формирањето на селото од предречиси 800 години. Почитувани мои, документарниот запис од празнувањето посветено на светителот Свети Николај Талалеј и од дењето покрасти во селото Курајца, со која чино начествуваше парохискиот свештеник, заедно со соборскиот народ, ќе го гледате во наредната репортажа.